Ванка Тренчевска, повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани членови на владата, почитуван премиер. Имам две прашања. Едното е до председателот на владата Христијан Мицковски, а другиот е до министерката за образование и наука Весна Јаневска. Прашањето до премиерот. Цените на производите растат, платите не го следат зголемувањето, додека мерките на владата со кои што се замрзнаа маржите се целосно неефикасни и не ги дадоа посакуваните резултати. Основните производи не поевтенија, напротив, дел од нив се зголемуваат, трговците ја изиграа владата, се чини дека тоа на владата и одговара. Во октомври, споредено со претходниот месец, синдикалната кошничка е намалена само за 57 денари. Толку заштедија граѓаните за еден месец со мерките. На едно 4-членно семејство му се потребни 61.249 денари, за да може да ги покрие основните потреби во месецот, а просечната плата е намалена за 1000 денари откако сте вие премиер. Ветувавте дека ќе се зголемат платите, ќе ја зголемите минималната плата, но реалноста е поинаква и не само што нема најава за тоа, туку ситуацијата се влошува. Дури и Светска банка тоа го потврдува во својот најнов извештај за Македонија, каде што изнесува поразителни податоци за економската состојба во земјата. Наместо очекуваниот економски раст од 2,5%, годинава според Светска банка ќе ја завршиме со само 1,8% раст на БДП. Јасен сигнал дека економските политики на ВМРО-ДПМНЕ се целосно неуспешни, а економијата е лоша. На крајот од годината фискалниот дефицит ќе достигне 4,9%, а јавниот долг ќе скокне на загрижувачки 63,5% од БДП. Со ново најавените 500 милиони евра дополнително задолжување од Унгарија може да очекуваме јавниот долг да се приближи на 70% од БДП. И тоа покажува дека патеката по која што одите води кон економски пропаст. Долгот се зголемува, трошоците за живот се зголемуваат, а платите не се зголемуваат. Напротив, просечната плата се намалува. И нема горда Македонија со понижени работници, со лош животен стандард и без перспектива на младите. Надежта и перспективата за подобар живот ги прави луѓето горди. И пред да го поставам прашањето, сакам да споделам уште еден факт. Председателя, често ве слушаме за обединување и подавање рака на опозицијата. Меѓутоа, тоа се празни зборови. И денес, во вашите говори, слушавме само заплашување, навреди, слушавме закани и обвинувања. Правите театар само за да ви се восхитуваат претениците од ВМРО-ДПМНЕ. Председателе, сакам да ви кажам од името на цела група дека не ви се плашиме. Никој од СДСМ не се плаши. Доколку имате било какви докази и материјали, ваша обврска е да ги однесете кај надлежни органи. И тие ќе си постапуваат согласно приложените документи. Не вие и претениците од ВМРО да изигруваат обвинители. И уште еднаш ќе кажам, не ви се плаши никој од СДСМ на вашите закани и на вашите обвинувања и заплашувања. И ако се однесувате во духот на подавање рака и на
во духот на обединувањето треба и така да се однесувате. Да обединувате и да подавате рака, меѓутоа не со зборови од типот на кукавици, на виткање кичма, туку напротив, повикајте на обединување како што доликува на еден премиер. И што и да предложи опозицијата, ВМРО секогаш одбива. Ете, го поднесовме законот за минимална плата. Да се покаче минималната плата на 450 евра. Председателот на собранието го одби со некакво образложение само нему познато, дека немало фискални импликации. Иако во собранието во овој мандат има поднесено голем број на закони во кои што нема фискални импликации, еве, од овде кажуваме дека законот за минимална плата повторно ќе го поднесеме, иако законот за измени и дополнување на законот за пензијско и инвалидско осигурување поднесен од владата беше без фискални импликации. Меѓутоа за едни е мајка, за други е маќеа. СДСМ е подготвен да го дополни предлог законот и повторно да го поднесеме, затоа што не се откажуваме од поголеми плати за работниците. Граѓаните не се статистика. Зборуваме за вистински животи, за родители, за млади, за возрастни сограѓани кои што секојдневно се борат да обезбедат достоинствен живот на членовите на своето семејство. И токму затоа зголемувањето на минималната плата е итно и неопходно. Првиот чекор е поголема минимална плата на 27.700, да можеме во март 2025 година да зборуваме за минимална плата од скоро 30.000 денари. И моето прашање, председателе, е дали ќе прифатите нешто од опозицијата? Дали ќе прифатите овој повик заедно да го донесеме предлог законот за минимална плата, кој што го поднесе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за поголема минимална плата од месец ноември со исплатата на платата за месец ноември во месец декември. Благодарам. Второто прашање, после. Две прашања. Прашања требате во 10 минути. Не, две прашања. Можете само едно да поставите, 2 или 3, но во 10 минути. Добро. Второто прашање е за Министерката за образование и наука. Не ги покачивте платите во образованието за 12%, колку што требаше. Ги излажавте. Прво велевте дека нема пари во буџетот, но под притисок на јавноста, на СДСМ и на наставниот кадар ги покачивте за срамни 5% платите во образованието. Само колку да се смири револтот со некое символично зголемување кое што е далеку од потребното за нашите наставници и просветни работници. Кога СДСМ беше на власт, платите во образованието во континуитет се покачуваа. За 7 години ги покачивме за 55% и покрај сите економски кризи и покрај сите и енергетската криза во тој период. Кога СДСМ ги покачуваше платите во образованието, министерката Јаневска, тогаш опозиционерка, изјавуваше дека предлогот за 10% зголемување на платите е неприфатлив и повикуваше да се прифати 18%. Заврши времето, благодарам. Ве молам. Значи, имате две прашања поставивте, можете? Не можете, немате. Немам.
Ве молам да го почитуваме деловникот, ве молам. Благодарам за разбирањето.